Добар ден, ја следите на новата Телма амбуланта. Апчињата ги земаме речиси секојдневно, но дали на вистина ги користиме правилно? Безопасно ли е ако ја прескокнеме дозата? Ќе ја дуплираме ли следната во таков случај? Грешка ли е ако комбинираме лекови на своја рака со витамини и суплементи? Што не сме да се меша со терапија? Дали таблетите смеат да се кршат? И зошто некои лекови не се пијат со млеко, кафе или пак сок од грейпфрут? Зборуваме за најчестите, но и најсериозни грешки при користењето на терапијата со Михаил Минов, магистар по фармација. Останете на Телма, а и поставете прашање во програма. Која е најчестата грешка што ја правиме кога земаме терапија? За сето ова разговараме со Минов Михаил, магистар по фармација во Еврофарм. Добре ми дојдовте повторно во Телма амбуланта и добар ден. Благодарам за поканата, Марија. Мене ми е секогаш чест да бидам гостин во амбулантата на Телма. Задоволството е взаемно. Кога земаме терапија, понекогаш лекот го пиеме еднаш во текот на денот, друг пат два пати, понекогаш дозата е поделена во неколку дневни дози, така? токму така. Сега, дали е притоа важно таа доза да се зема во точно определено време или пак можеме да ја земеме кога ќе се сетиме? Не можеме, не смееме да го зимаме лекот тогаш кога нам ќе ни текне, односно воколку докторот ординира, а фармацевтот го издава лекот со назнака 2 до 3 пати во текот на денот, зависно од лекот, на 6 часа, на 8 часа, треба да се држиме во тој временски распоред. Односно, ако лекот, например, се дава на 12 часа, во 8 часот наутро и во 8 часот навечер, не е лошо, не е ништо страшно ако биде и 8:30 навечер, но да не биде 10 навечер. Значи 12 часа, односно 8 часа или 6 часа, зависно од временскиот режим на дозирањето, треба да бидат запазени од страна на самиот пациент. Но при тоа, ако го испиеме, да речеме, наутро во 8 часот и 15 минути, лекот треба на 12 часа се земе. Исто така во 15 минути после 8 треба да го испиеме? Горе-доле, да. Да. Нека биде и 20 часот и 30 минути на вечер, но да не биде 22 часот. Нели тогаш кога да нема поголеми отстапки. Да нема големи отстапки. Значи, се толерира од прилика половина час од конкретното време. Тоа е, знаете како дозата на лекот е така детерминирана да самата активна субстанца што е внатре во лекот треба константно да одржува една ефикасна концентрација во плазмата, во крвната плазма. Фактички, лекот кога ќе биде испиен во нашиот организам, преку желудникот ќе стигне во цревата, ќе биде ресорбиран, ќе се вклучи во циркулацијата и во временскиот период, например со антибиотикот, ако докторот ординира 7 дена терапија или 10 дена или 14 дена, зависно од причинителот на заболувањето, од типот на лекарство, на активната компонента, неопходно е во тој цел временски период да се одржи таа ефикасна концентрација во плазмата, за да лекарството, активната компонента, стигне во секое време до сите клетки и да го пројави ефектот. Ако лекот се зема на 6 часа, може ли да се земе дупла доза и да се испие на 12? Не, никогаш. Никогаш. Една од поголемите грешки луѓето генерално што ги правиме, ако на своја рака ја дуплираме дозата. Ризикот кај своеволното дуплирање на дозата подразбира навлегување во она критична концентрација на лекот, кога тој во многу висок процент ќе пројави токсична концентрација. Односно, истиот тој лек кој што во конкретната таблета нели делува ефикасно против причината на заболувањето, дуплираната доза може да биде системска токсичност да предизвика во организмот. А тоа нешто не сакаме да ни се случи на никој од нас. А колку често тоа го прават пациентите, да си ја дуплираат дозата или пак да се земаат помала доза? Сметаат дека таа им е јака, па дај ќе се земам. Да, се случува, многу пати знаат во аптека да искоментираат
не ми делуваат овие таблети, дајте ми од појаките. Ние како фармацевти не ја даваме појаката доза, затоа што на извештајот од докторот, односно на самиот рецепт е сигнирана конкретната концентрација и конкретниот број на таблети кои што треба да бидат примени во конкретното време, 7, 10, 14 дена или кај хроничната терапија. Своеволното менување на дозата, значи на концентрацијата, дали ќе ја зголеми или ќе ја намали, или временскиот режим, ако, например, се случува, па не морам 4 пати во текот на денот, ако е режимот на дозирање на 6 часа, а зашто да не можам 2 пати дневно по дупла доза? Не треба да е така. Ако е сигнирано, назначено и на рецептот и во извештајот на 6 часа, тоа се навистина на 6 часа. Не е тоа на 8, не е тоа на 12. И е конкретната доза, односно конкретната активна компонента во таблетата. А што доколку заборавиме да го испиеме лекот во предвиденото време? Прескокнеме одредена доза, Да, се случува и тоа искрено кажано е доста често кај повозрасната популација. Во медицината таа возрастна популација е над 65-та година од живот. Едноставно ради заборавеност ќе биде едноставно заборавено дека треба да биде примена таблетата, односно капсулата. Во тој случај треба што е можно побрзо, во колку се присетиме. А веќе ако утре сабајле, тогаш ни текне дека вечерта не сме испиле дозата, онда продолжуваме со вообичаениот режим. Повторно се зема дупла доза? Не, истата доза се зема секогаш, со тоа што ваквото видоизменување на режимот на дозирање мора самиот пациент да му го каже на докторот дека заборавил да прими 1, 2 или 3 дози од вечерните или утринските, веќе како и да му се случило. Значи, самиот пациент е одговорен првенствено сам пред себе за собственото здравје. Но мора тоа да го назначи и кога ќе дојде во аптека и кога ќе појде на доктор. Некога се случува и пациентите да заборават дали го испиле лекот, а најверојатно го испиле и сега се мислат што да прават. Дали да испијат апче или да не испијат? Да не испијат. Во тој случај, значи, ако не се сигурни дали навистина го испиле или а може би го испив, а може би и не го испив лекот, во тој случај подобро е да не се испие, затоа што повторно тоа дуплирање на дозата подразбира влегување во зоната на токсична концентрација на конкретната активна субстанца, кое што е многу по-лошо отколку пропуштањето на дозата. Од друга страна, ова е убаво да се знае. Па, например, ако се пропушти дозата кај антибиотикот, тоа значи да се намали минималната ефективна концентрација на антибиотикот, односно оние порезистентни соеви на бактеријата присутна, нели антибиотикот е лекарство против бактериите. Антибиотикот не е лекарство против вируси. Така да дел од овие бактерии ќе останат имуни на таа ниска концентрација на антибиотикот и веќе нели може да се говори и за резистентност кон конкретниот антибиотик. Значи повторно тоа се све ризици поврзани со соработката со пациентот, ја викаме ние стручно. Значи све зависи од самиот човек, колку тој се придржува до временскиот режим на дозирањето. Ги споменавте антибиотиците, дали е погрешно да се прекине терапијата кога ќе се почувствуваме подобро? Многу погрешно. Погрешно? Многу. Бидејќи можеме да прочитаме сега на интернет дека 5 дена по терапијата, ако се чувствуваме подобро, можеби можеме да прекинеме. Не би требало да е така. Не би требало да е така, односно не смее да е така, на своја рака да ја прекинеме, особено антибиотската терапија. Истото се случува и со терапијата за покачениот крвен притисок, се случува и со мастите во крвта? Исто. Значи све она што е терапија дадена, ординирана од лекар, издадена во аптека за на пример 7 дена антибиотска терапија, тоа се навистина 7 дена. Не се тоа 5 дена или 2 дена или многу пати кога на своја рака луѓето ќе го прекинат дозирањето, па ќе им остана дома 2, 3, 5 таблетки од конкретниот антибиотик и моментот кога ќе се почувствуваат дека настинуваат, да, не им е арно, ајде имам дома останато нешто, нели, 4 таблети, па ајде со тоа ќе си помогнам.
всушност се случува многу по-лошо за нашиот организам. Антибиотик се прима, конкретниот антибиотик, во временскиот режим во кој што докторот го ординирал антибиотикот согласно антибиограмот кој што е направен и потврдено присуството на конкретната бактерија. Многу луѓе пијат лекови за хронични болести. Да. Пијат на вистина многу лекови. По повеќе лекови, повеќе пати во текот на денот. Дали е понекогаш проблематична нивната комбинација? Треба ли на Скоро секогаш. лекарот да му кажат што точно пијат? Бидејќи ќе отидат кај еден интернист, потоа кај некој друг лекар, кај трет, и сите тие ќе припишат терапија. Што доколку пациентот не им каже што точно пие? Проблем ли е таа некоординираност? Знаете како самите лекари сите се придржуваме кон и фармацевтите нормално се придржуваме кон медицина базирана на докази. Меѓутоа, врз основ на дијагностичките постапки, дали ќе биде лабораториската анализа, дали ќе биде ехосонографијата, лекарот е тој кој што ќе ја дијагностицира болеста и ќе ја определи терапијата. Самиот пациент треба да му верува на својот доктор, во неговата стручност, во неговата професионалност. Во колку тргне да оди да бара второ, трето, четврто мислење, самиот пациент мора да ги информира вториот, третиот, четвртиот доктор со извештајот од овој првиот, што тој препорачал, значи како вид на активна компонента, во која јачина е препорачена терапијата, односно во кој временски период. Затоа што ние се менуваме, сите секојдневно. Терапијата која што, конкретно хроничната терапија, ординирана пред една година, може би оваа година мојот организам се сменил, може би нема да ми делуваат тие лекови веќе онака како што ми делувале минатата година. Па ќе треба нешто друго да се смени. Така да секој доктор, односно самиот пациент, кога оди кај други доктори, мора да каже што све прима. И тоа не само како хронична терапија. Самиот пациент мора да нагласи кои витамини ги зима, ги користи, нели како отец се производи, кои додатоци на исхраната ги користи и во кои концентрации, односно дали ќе биде на пример витаминот D3 од 400 интернационални единици, од 1000, од 2000, од 4000, самиот пациент мора да нагласи што све прима како лекови, како лекови на рецепт, односно лекови без рецепт во текот на едно деноноќие. Значи, проблематично е доколку се комбинираат лекови со одредени суплементи или додатоци во исхрана, може да доведе до проблем тоа? Истовремено, кога например, во пациентот има хронична терапија и дополнително има ординирани суплементи и во даден период, например, се 5 таблети, доаѓа до ризик од интеракција помеѓу овие 5 активни молекули, без оглед дали се лек на рецепт, односно лек без рецепт. Ризикот од интеракција е околу 50 до 60%. Ако се 7 таблети, ризикот е над 70% од интеракција едни со други на молекулите. Значи, говориме за интеракции помеѓу самите активни компоненти и од лековите и од додатоците, и од аспект на абсорбција на лекот, на сите лекови, овие 5, односно 7 или колку и да се, 2 нека бидат, и од абсорбцијата, и од дистрибуцијата, од метаболизмот на лековите, односно нивната елиминација. Значи, во сите тие 4 сегменти има огромен ризик, овие 50%, односно скоро 80% за 7 таблети, кои што можат да бидат пројавени кај конкретен човек. Ако треба да се земат 5 до 7 таблети, како сега тие да се испијат? Ке си ги распределиме минимум по 1 час временска дистанца од таблета до таблета. И најдобро е конкретниот лек, конкретната таблета, капсула, да биде испиена со чаша вода. Значи да не мешаме сокови, да не пиеме таблети и капсули со млеко, најлошо ако ги пиеме со кафе или со црнчај. Зошто? Заради тоа што во кафето и чајот, затоа што содржат танини.
танините имаат, тоа се растителни суровини кои што имаат неверојатна моќ да абсорбираат активни компоненти. А дополнително и кафето и кофеиното од црниот чај, значи говориме за црн чај, не говориме за чај од нане, така. Самиот кофеин ќе го покачи нивото на адреналин, со тоа што истовремено доаѓа и до забрзување севкупно на метаболизмот. Значи се забрзува и перисталтиката, значи процесот на абсорбција на конкретните таблети ќе биде забрзан, ќе биде побрзо внесен во циркулацијата, метаболизмот на лекот ќе биде побрз, елиминацијата на лекот ќе биде побрз и наместо оние 6 часа кои што треба да имаме активна плазма концентрација, ние ќе имаме па можеби 4. Односно стануваат 2 часа кога концентрацијата опаѓа и потоа повторно пик се создава со новата доза. Значи имаме една нерамномерност. Во фармацијата тоа го викаме рамнотежна плазма концентрација, тоа е оно што сакаме да го постигнеме на конкретниот лек. И ради тоа внимаваме на сите овие фармакокинетски параметри, абсорбцијата, дистрибуцијата, метаболизмот, елиминацијата на секоја една молекула, односно на секоја една активна компонента. Ако утрото треба да го почнеме со некој лек, а при тоа сакаме да се напиеме кафе, бидејќи имаме потреба да се расониме. Колкаво треба да биде растојанието помеѓу терапијата, испиената терапија и чашата кафе? Нека биде минимум 1 час. Знаете како отприлика за 30 до 60 минути таблетата, капсулата земена перорално лекарството со чаша вода, за отприлика 30 до 60 минути ќе го помине желудникот. Значи во желудникот првенствено доаѓа до распаѓање на дозажната форма таблета, односно капсула. Понатака во облик на раствор стигнува во 12-палачното црево и настапува процесот на ресорбција. После половина час, нека биде еден временски минимум, може да биде испиено кафето наутро. По можност да биде без шеќер и без млеко. Затоа што и млекото, односно калциумот од млекото, знае да интерреагира со ред лековити субстанции кои што ги примаме да се формираат сложени соединенија, се викаат хелати, и како такви едноставно да бидат елиминирани од организмот без при тоа да имаат пројавено ефект на самото тело. Значи, внимателно кога се прима терапија со кафето, особено ако во него има додадено млеко и шеќер. Млеко и шеќер апсолутно. Знаете како, верувам дека кај сите пациенти и гледачите на Телма амбуланта, кога ќе отидат во аптека, моите колеги и колешки секогаш назначуваат лекарството кога да биде примено, пред или после јадење, и верувам дека сите од нас, фармацевтите, секогаш препораката е со чаша вода. Тоа е прилика 200 мл вода. Споменавте пред или после оброк, но некои велат дека лекот им создава проблем. Да. И заради тоа сакат барем 2-3 залака да каснат нешто, па потоа ќе го испијат лекот. За да не им создаде желудочни тегоби. Да, токму така. Значи, дел од лековите ја имаат таа способност да го иритираат, да ја иритираат слузокожата на желудникот, па субјективно човекот да ги почувствува тие желудечни тегоби, односно киселини, како што знаат да ги кажат. Најверојатно, воколку навистина е чашата 200 мл вода, не е само една голтка вода со таблетата. Ако е навистина убава таа количина на вода, тој несакан ефект, тие желудечни тегоби ќе бидат надминати. Но, воколку перзистираат, воколку се подолготрajни, тогаш самиот пациент треба да си побара преглед и од гастроентерохепатолог, може би да има и видоизменување на слузокожата на желудникот. Споменавте цела чаша вода е потребна при пиење на лек. 200 мл минимум. Повеќето пиеме само неколку голтки. Неколку голтки, точно. И тоа е проблем? Проблем затоа што самата таблета и треба течност за да биде растворена, односно да се распадне во желудникот. Кога е желудникот празен, му треба гориво. Водата е таа која што ќе овозможи процеси на растворување, односно на распаѓање и на растворување на дозажната форма таблета или капсула.
Од друга страна, испивањето на терапијата со само една-две голтки, особено ако сме во полулегната или во најлош случај легната положба, може да доведе до заглавување на дозажната форма на таблетата во хранопроводот. А дел од лековите се итекако каустични, односно можат да доведат до нарушување на интегритетот на слузокожата на хранопроводот и да предизвикаат еден вид медикаментозно индуциран езофагит, се вика стручно тоа, воколку терапијата се прима во лежечка, односно полуседечка положба. Лекови пиеме во седечка, класична, со физичка состојба, односно стоечки, со цела чаша вода, секогаш. Значи, многу е важна положбата на телото, еве научивме уште нешто, а зошто некои луѓе не можат да ги голтнат таблетите? Велат дека секогаш им се заглавуваат во грлото. Велат не можам да ги проголтам. Да, се случува и тоа. Многу често ќе кажат пациенти, таблетава е многу голема, не можам да ја проголтам. Најверојатно, секогаш јас препорачувам дека не се тие 200 мл вода кои што се примени, односно е секогаш една голтка, која што таа голтка нема доволен капацитет да го помине, да е самата таблета да го помине хранопроводот. Нема некој сериозен проблем за тоа? Да речеме да не можат да ја голтнат таблетата. Постои нешто такво? Знаете како таблетите, капсулите се, како да кажам, дизајнирани во својот облик, дали ќе бидат округли, дали ќе бидат елипсовидни, преку многогодишни истражувања, каде што е детерминирана самата големина на таблетата. Се извинувам. Значи, може психолошки понекогаш да е проблемот? Скоро секогаш. Скоро секогаш? Да. И сега, некои луѓе сака да ги скршат таблетите за полесно да ги проголтаат. И ја прават најголемата грешка. Да, грешка е тоа. Да. А што е со ние таблети на кои што има на средина една линија? Тие се кршат? Гледано од аспект на индустрија, воколку таблетата има една централна линија, таа може да биде скршена. Односно, самиот производител гарантира дека во двете половинки ќе има подеднаква количина од активната субстанца. Но, секогаш е подобро, ако е потребно пониска доза, да биде земена униформна таблета во конкретната концентрација. Односно, кршењето на таблетите да биде што е можно по минимално. Ке ги вклучиме и гледачите. Почитувани од овој момент емисијата е контактна. Слободно можете да поставите прашање поврзано со темата на која што говориме. Минов Михил, магистар по фармација во Еврофарм, е наш гост во студиото на Телма. Значи, споминавте една од најголемите грешки е кршењето на таблетите. А што е со капсулите, доколку ги отвориме, па содржината раствориме во течност, Исто така правиме голема грешка. Затоа што повторно ќе кажам, од фармацевско-хемиски аспект, дозажната форма на капсула, односно на таблета, не е така случајно одбрана. Самата таа капсула има своја намена. Треба да го помине желудникот, например, оние гастрорезистентните, односно таблетите, воколку на пакувањето од таблетите пишува XR, односно ER, тоа значи дека е со продолжено ослободување. Во тој тип на таблети во ниту еден случај не треба да бидат скршени и проголтани како половинки, затоа што доаѓа до наеднаш ослободување на целата количина на активната субстанца, а самата таблета е наменета, например, да ослободува активна компонента 24 часа. И повторно со на рамнотежна плазма концентрација, наеднаш ќе добиеме една огромна, висока концентрација, која што може и да граничи со токсична концентрација, а во текот на наредните часови, значи до 24-тиот час, скоро и да нема ичи. Претпоставам дека не може ни да се изџвакаат, и тоа би било проблем. Токму така. Таблети кои што се наменети за џвакање, на самата амбалажа од фабрика пишува дека се таблети кои што се применуваат со жвакање. Затоа што слузокожата во устата е соодветно наменета, значи како влез, како импорт на активна субстанција, и во тој случај
производите се или жвакачки таблети, односно раствори кои што се ресорбираат преку слузокожата во устната шуплина. Ќе ги вклучиме гледачите со нивните прашања. Секако. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до лекарот и до Фармацевт. До фармацевтот. Денешниот гостин е фармацевт. Добро, ще тамо и тамо одиме. Сега, вака, ја од 13 година бев оперисана од завула и байпас. Добро. И леко и ми нотаго се разболува, се разболеса црна столица, имав мелена, ми го рекла. После други лекови, ама тие другите не ми ги даваја. И сега последно имам заспивање на бубрезите, како го кажете вие, Слабо се да слуша. не работа бубрезите, имав 500 и кусур мокаќата во крвта. И во Претпоставам стругана уреа терапија. креатинин нешто ви е покачено, добро? Покачено ми беше. И сега моментално пија на сабајле алдизен и на вечер алдизен. Добро. Од Добро, пиете во одредена 90 концентрација. милиграми. Добро. Пие она апчиња, лекојне апчиња се за мокрење и ланзу обавезно на сабајле пија, ако не се напија, после некни не се напи, ајде рекол, да не мора да пија секој ден, цела ноќ повраќав. Не може без ланзу и сега пак мора да го пија секој сабајле. И напладне не пија ништо, навечер аминофилин и цинедил попола. Ги крша по линијата, ама ги промашува. Аторис на вечер и лориста од 50 милиграми на вечер. Така. Дали нешто треба со срцето, веќе не ми дават лекои, не знам дали овие може да одговарат за срцето и така. Тие се лекоите што ги пија и Така. ги пија сите наедно. Ви сите Значи, наеднаш. немојте така. наеднаш. Да. Ви благодарам за вклучувањето. Еве можете да дадете Ви совет благодарам и во ваков еден случај кога има на вистина во многу лекови. Да, кога здравствената состојба наложува, ординирана е терапија, затоа што многу здравствени проблеми се истовремено присутни кај конкретната пациентка. Самата терапија која што е дадена, верувам дека во аптека и дале совет кој да биде прв, кој втор, кој трет од лековите, од утринските таблети па се до вечерните. Не е све исто, дали прво ќе биде примен диуретикот, па после тоа ќе биде примен инхибиторот на протонска пумпа за утринската терапија или навечер веќе како беше ординирана терапијата. Во секој случај треба да има временски размак, треба да биде со минимум чаша вода на половина час. И треба редовно придржување до терапијата. Ако веќе пациентката ги крши таблетите, во аптека постојат и посебни уреди, малечки, кои што се наменети за кршење на таблетата. Таблетата, воколку е неопходно да ја скршиме, не ја кршиме со обичен куински нож. Затоа што можеме да ја загадиме. Да дојде до контаминација, затоа што тој нож многу други работи пресекол, а ова нешто што е апаратчето за кршење на таблети се употребува само за конкретните таблети. Во домашни услови може да го имаме тоа апаратче за кршење таблети или во аптеката ќе ни ги се продава. Се продаваат во аптека. Така. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден, поздрав до водителката и до фармацевтот. Сакам да прашам, јас имам тинитус. И денеска имам таква страшна вртоглавица што не можам да станам од кревет. И не знам што да се напијам, а на клиника ми рекоа дека ништо да не пијам. Фактички нема што да се пие за тинитусот. И сега не знам, не можам од кревет да станам, а имам со мене Б-комплекс, Синедил и диазепам. Дали смеам нешто да се напием од овие, а притисокот ми е 130 со 85.
Ви благодарам за вклучувањето во програм. Обично не даваат гостите терапија по телефон во програма, но вака како што кажувате, крвниот притисок ви е туку речи во референтни граници. Не е нешто покачено. Самата вртоглавица конкретно, ако научна клиника не ви дале соодветна терапија, јас како фармацевт можам да ви кажам дека можете само нешто од Б витамините, конкретно Б1, да земете на своја рака. За ова другото што имате дома и што сакате да го примите, сепак треба совет, односно консултација со лекар. На своја рака таблети не се пијат. Колку често на своја рака кај нас се пијат таблети? Многу често. Многу често и тоа по препорака од комшиите, по препорака од другарка ми од Солун ги купила конкретните таблети, па дали можам јас, или во најлош случај од реклама од телевизија или поново од социјалните мрежи. Социјалните мрежи, да. Тука ми се чини дека има најмногу на социјалните медиуми. Да, затоа што секој еден може да биде инфлуенсер денес, али она медицинското образование го немаат тие инфлуенсери. Уште еден гледач ке слушнеме со прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. На прашање до фармацевтот, повелете. Фармацевтот, така. Пред 20 дена имав како бронхитис, дали беше вирус или некаква настинка, не знам. По крвната слика докторот ми одреди антибиотик да пијам. Добре. Едниот антибиотик го пиев, па после ми го смена друг антибиотик, така што 17 дена без под антибиотици. И сега се чувствувам многу омалаксан, немоштен. Так. Дали е тоа од антибиотиците, дали ќе помине и што би требало да преземам за да се опоравам побрзо? Верувам дека докторот Ви благодарам за вклучувањето. Ординирал антибиотик, ординирал и пробиотик. Кога примаме пробиотици како дополнување на антибиотската терапија, мора да има временски размак од минимум 2 до 3 часа. Значи, ако за она хроничната терапија беше 30 до 60 минути, пробиотикот со антибиотикот временски размак минимум 2 до 3 часа да биде, затоа што антибиотикот уништува све пред себе од аспект на бактерија. И лошите бактерии, стафилококите, стрептококите, но и добрите пробиотските култури од типот на лактобацили или бифидобактерии. 17-дневна терапија, верувам дека докторот кој што го ординирал првично едниот, па потоа и вториот антибиотик, знае зошто е тоа ординирано. Меѓутоа, верувам дека и пациентот е советуван да земе пробиотик. Откако ќе се заврши со антибиотската терапија, пробиотикот го продолжуваме уште 7 до 10 дена. Добро. Значи, не е тоа дека како што денеска, например, еве за ручек денеска последната таблета од антибиотикот ќе ја испијам и попладне во последната капсула пробиотик. Не, него ќе продолжам уште минимум една недела само пробиотик. Пред малку една од гледачките спомена дека секој утро започува со инхибитор на протонска пумпа, односно лек за намалување на киселините во желудникот. Да. Можат ли овие таблети да се пијат неограничено долго време? Не би требало, мада реалноста вели дека Тоа се луѓе случува. Долги години се на конкретни инхибитори на протонска пумпа. Во прв ред таа терапија е ординирана како акутна за да доведе до стабилизирање на излучувањето на хлороводородната киселина во желудникот. Меѓутоа самиот човек нели ќе влезе во една комфорт зона дека после тоа може да меша и прехранбени намирници, и алкохол, и било што, и при тоа да не му се слоши, односно да не дојде до тие желудечни тегоби, така да луѓето на своја рака си ја продолжуваат таа терапија со ППИ инхибиторите долги години. Инаку таа терапија треба да трае
зависно од препораката на докторот, од прилика месец до 2. Месец до 2. Да. После тоа треба да се отиде на контрола и гастроентерохепатологот е тој кој што ќе процени дали треба да се продолжи или не. Се прави или гастроскопија како дијагностичка процедура. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се извинувам, сега се приклучив во емисија. Сакав да ве прашам во врска со... Ја користам, значи, од кога беше корона. Малце има проблеми, значи, од стрес, паднав во депресија. И користам од тогаш цитран и аквонел. Тоа има скоро 6 години, мислам. И сега не знам да ве прашам, али не осеќам, значи, ништо онај за сега. Пред кога почнав, добро, имаше подобрување, имав добро веќе. Сега као да ништо не реагира. Дали е тоа долга терапија или треба да престанам или што да превземам во врска со тоа? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Во принцип, кај гледачката дошло до заситување на рецепторите со активната компонента во таблетите. Односно 6 годишна терапија, така, од прилика, со конкретниот лек, во конкретната концентрација, во конкретното време, веќе рецепторите не се чувствителни на конкретниот лек. Воколку пациентката спомна дека веќе не чувствува никакво подобрување, мора да се обрати кај својот доктор. Може би ќе бидат потребни дополнителни исследувања кај лекар специјалист, меѓутоа во секој случај на своја рака не би требало да ги прекине, но што е можно побрзо да се обрати на доктор. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Си исклучил. Добре, продолжуваме понатаму да проговориме за рокот на траење на лековите. Најинтересната тема. Така. Што, да речеме, доколку лекот има рок на траење до април. До април 2026. Да, 2026. Може да се употребува цел април? Да, до последниот ден во календарски ден во месецот. Значи, рокот на траење кој е, например, назначен на опаковката од фабрика 4/2026, тоа значи последниот ден од месецот. Никогаш не е првиот ден. Се мерува нешто во ефикасноста на лекот доколку се пие последниот месец од неговиот рок на траење? Не, производителите, значи према лабораториските анализи кои што ги прават на активните компоненти пред да се пушти во фабричко производство, точно дефинираат време период во кој што самата таблета, односно капсула, активната компонента што е внатре, ќе го пројави својот посакуван ефект, односно ќе има соодветна абсорбција, дистрибуција во телото, односно на рамнотежна плазма концентрација во крвта. Така да назначениот рок на амбалажата е последниот календарски ден од месецот во кој што е означен и во тој цел период производителот гарантира максимална ефикасност на конкретниот лек. Некогаш знаеме да испиеме некој апчи, потоа да видиме дека рокот му поминал. Да. Да, се случува тоа кај сите луѓе, ни се случува и во супермаркет да купиме нешто со поминат рок. Лекови со поминат рок не би требало да пиеме. Без оглед нека бидат и витамини, меѓутоа ако е поминат рокот, не треба да се конзумираат. Доколку лекот е отворен, важи ли рокот на траење кој што е наведен на амбалажата? Знаете како оние пакувања кои што имаат, например, по 60 таблети и се во самото пакување на таблетите најчесто е во облик на блистер. Тоа е она пластично едно што е во од задната страна со алуминиумска фолија. И тогаш нема сгрешување. Значи, ако во пакувањето има 24, 48, 60 таблети и тоа е тоа. Меѓутоа, кога е во амбалажа која што наликува на тегличка или поголем еден контејнер, каде што има повеќе таблети, капсули, тогаш рокот на употреба важи за сите.
од пред 10 години веќе сите имаат современ начин на затварање на тој тип на амбалажи со притиснување и вртење на амбалажата, не е она најобично вртење, така да се обезбедува една заштита од злоупотреба, а од друга страна неможност да навлезе воздух, односно влага во самиот контейнер внатре, во самата амбалажа. А што е со сирупите? Да речеме антибиотик кој што е растворен? Да, значи Или сирупите, пак сирупи капките за за очи, намалување на температурата што се даваат кај деца? Да, течните дозажни форми, пред него што се отворат, вреди рокот кој што е назначен на самата картонска амбалажа, на која што ја гледаме. Но, внатре во упатството секогаш пишува после отварање сирупот да се испие во рок од 14 дена или капките за очи да се употребат во време период од 8 дена. 12-тиот ден тие капки за очи веќе не треба да бидат употребени. Аха. Да. Тоа е границата, 12 денот отварањето. Зависно од внатрешното упатство. Наведено е внатре. Да, во самото внатрешно Значи, упатство. важно и упатствата да ги читаме. Секогаш. Секогаш. Внатрешното упатство е личната карта на лекот. Нели, сами сме одговорни за сопственото здравје. Секој еден од нас мора да го прочита внатрешното упатство на лекот кој што му е ординиран. Да види што све постои како интеракција, смеам да го комбинирам со ваква храна или не смеам да го комбинирам, каде да го чувам лекот, со кои други лекови моето лекарство влегува во интеракција, односно смеам со нешто истовремено или не смеам, или е забрането. Што говори вашето искуство? Се читаат? Никој, многу ретко. Ретко. Многу ретко луѓето ги читаат внатрешните упатства, во принцип се задржуваат на оние назнаки кои што се на картонската амбалажа, да се чува на суво, темно и гладно место и рокот на употреба. Многу ретко се случува да дојде пациент кој што навистина го прочитал внатрешното упатство и кој што самиот ќе каже видете, јас примам и тоа, и тоа, и тоа, и тука е наведено проблема? Тука прочитав дека треба да се нивелира дозата. Значи тоа е исклучок, ако некој се појави со некоја таква информација што прочитал. Токму така, тоа е исклучок, а всушност треба да биде секојдневие и треба да биде најчесто. Значи да ги читаме упатствата на лековите, еве нека биде тоа една порака од денешната емисија. А кога станува збор за чување на лековите, споменавте суво, темно место без влага, но најчесто лековите стојат или во кујна, некои ги чуваат во тоалетите. Да, и во бања. Кујна и бања се најчести домашни аптеки. Лошо е кога домашната аптека е над шпоретот, односно во орманчето во купатилото, каде што е и туш кабината. Значи, веќе говориме за една влага во тоалетот, односно во кујната имаме готвење, значи имаме промена на температурата, не е ладно веќе местото, и манџата кога се вари, испарува водата, веќе не е суво, така да е влажно и топло. И тоа е веќе огромен ризик за лековите да дојде до нивно расипување. Каде треба да ни биде домашната аптека сместена во домот? Ако е, например, во кујна, ако веќе толку сакаме кујната да биде и домашна аптека, нека биде некоја фиока, меѓутоа нека биде скрос на крај, да биде што е можно подалеку од шпоретот, од фрижидерот. Најдобро е да биде фиока која што е во просторија која што не е ниту кујна, ниту бања. Меѓутоа ретко кој во спалната ги чува лековите. А дали одредени лекови дават почесто несакани ефекти во споредба со други? Можете ли да очекувате дека одреден лек ќе даде несакани ефекти, кои што се наведени секако и на упатството на лекот? Знаете како производителите мораат на внатрешните упатства да ги наведат сите несакани ефекти кои што конкретната активна субстанца ги предизвикува. Дали ќе се јават или не, многу зависи од другата терапија што ја прима пациентот, од неговиот начин на живот, односно исхраната. Зависи и од сопствената генетика. Сите ние сме индивидуалци на свој начин, генетски, односно биохемиски.
може би мојот метаболизам е побрз, споредено со метаболизмот на друг човек, така да кај мене ќе треба нивелирање на дозата. Така. Односно, нема да бидам Значи не во секогаш значи веднаш прекинување на лекот? Комплетно? Некош може да биде нивелирање на доза? Мора да биде нивелирање, особено ако говориме за хормони, ако говориме за бисфосфонати, за ред групи на лекови, постепено се воведуваат и постепено се исклучуваат. Што ги споменавте? Да. Тука се и антикоагулансите и тие одат по шема, значи лекови кои што ги дозираме по шема, постепено ги внесуваме во организмот до постигнување на таа рамнотежна концентрација и постепено се намалува нивната доза за да се ослободи од организмот. А дали доколку лекот е природен, на природна база, тоа значи со сигурност дека нема да доведе до несакани ефекти? Нема таква сигурност. Нема таква сигурност затоа што знаете како природното нешто тоа е всушност чајот од нане, чајот од камилица. Тие се навистина природни. А сите останати додатоци во исхраната со растителни екстракти, тоа се сепак екстракти. Внатре во самата таа таблета има и многу други компоненти. Дека се тие по-безбедни споредено од аспект на пројавување несакани ефекти со класичните органско-хемиски соединенија, тоа е апсолутно да. Меѓутоа, дека знаат и тие да пројават одредени несакани ефекти, постои и тоа. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланти, што на ваков убав начин ги објаснивте најважните аспекти поврзани со начинот на користење на лековите. Благодарам за поканата, Марија. Ке се видиме повторно, а со гледачите ви ке се гледаме утре и воопшто секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути, бидејќи зборуваме за здравјето, а тоа е една многу важна тема. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.